За време на владењето на јудејскиот цар Манасија се роди едно дете кое требаше да стане голем и знаменит човек. Неговото име беше Јеремија. Кога беше уште сосем млад, може би немаше повеќе од 10 години, Бог зборуваше со него и го повика да изврши една многу важна работа. Пред да те создадам, јас те познавав тебе, и пред да се родиш, јас те избрав да бидеш пророк, му рече Бог. Сигурно Јеремија беше изненаден и потресен. О, Господи Боже, викна тој, јас не умеам да зборувам. Јас сум само едно обично дете. Ете така се чувствувал тој. Но Бог го охрабрил. Немој да велиш дека си само едно обично дете. Ке одиш до секого кај кого ќе те пратам и ќе кажуваш се што ќе ти заповедам да кажеш. Немој да се плашиш од никого. Јас ќе бидам со тебе да те чувам од зло. Но зошто Јеремија беше исплашен и зошто Бог требаше да го заштити? Кога Бог го избра народот на Израел да биде негов избран народ, тој вети дека ќе се грижи за израелците, дека ќе им даде се што ќе им е потребно и дека ќе ги заштити од нивните непријатели. Но Бог бараше од нив да го слават и да му служат само нему. Тие не смееа да имат други богови, ниту пак да прават идоли или слики од се што е на небото, на земјата или во водата. Бог го сакаше својот народ и бараше за возврат и тој да го сака него. Послушноста на народот требаше да ја покаже неговата љубов кон него. Исто е и со тебе и со мене. Господ Исус рече: ако ме љубите мене, ќе ги исполнувате моите заповеди. Дали си му послушен на Господ? Дали живееш на начин на кој тој сака ти да живееш? Израелците не живееа така. Најчесто тие го правеа тоа што го сакаа и почнаа да ги слават лажните богови на другите народи. Бог понекогаш како казна дозволуваше нивните непријатели да се борат против нив и да ги поведуваат во битките. Тогаш луѓето ќе речеа дека им е жал и се обраќаа кон Бог да ги спаси. Многу пати Бог ги послушуваше и ги спасуваше од нивните непријатели, но тие никогаш не ја научија својата поука. Дали и ти си таков? Дали некогаш си бил во невола поради нешто што грешно си го кажал или направил? Може би си украл нешто? Или си препишувал во училиште па те фатиле и те казниле? Се разбира, препишувањето всушност е крадење тук и труд. Или дали некогаш си кажувал лаги за да прикриеш некое лошо дело? Ти не си бил подготвен да признаеш и да ја кажеш вистината, но подоцна си бил откриен. Дали се уште ги правиш тие работи за кои знаеш дека се погрешни? Многу луѓе мислат дека се додека можеш да се снаоѓеш, нема проблем. Но има проблем. Бог знае и порано или подоцна ќе имаш последици. Во Библијата Бог не предупредува. Биди сигурен дека ќе платиш за твојот грев. Израелците брзо плаќаа за своите гревови. Бог не можеше да дозволи нивните гревови да останат неказнети. Во тоа време, израелскиот народ беше поделен на две царства. Северното царство беше веќе нападнато и уништено од големата асирска војска и луѓето беа одведени како робови. Кога Јосија стана цар на Јужното царство на Јуда, тој ги уништи сите идоли и ги повика луѓето да се вратат назад кон Бог. За кратко време, тие го направија тоа, но кога Јосија умре, неговиот лош син ги сврте луѓето повторно кон лажните богови. Изгледа, тие не сфатија дека тоа што се случи со Северното царство ќе им се случеше и ним ако не се покаат. Да се покаеш значи навистина да ти биде жал за направениот грев и да се одвратиш од него, да се свртиш кон Бог и да си му послушен нему.
Бог му даде на Јеремија задолжение да им кажува на луѓето дека ако не се покаат, нивната земја и градот Ерусалим ќе бидат уништени. Секој ден Јеремија излегуваше на улиците во Ерусалим и во околните градови, предупредувајќи за Божиот суд и молејќи ги луѓето да се вратат назад при Бог. Гледајќи ја грешноста на народот, тој плачеше и размислуваше за ужасното уништување што се приближуваше. Изгледаше дека на луѓето не им е грижа што ќе се случи. Еден ден Бог му рече на Јеремија да отиде во куќата на еден грнчар. Додека тој го гледаше грнчарот како ја обработува глината, обликувајќи ја како ќуп, со глината нешто се случи. Може би во глината имало камче, но без оглед на причината, ќупот се растори. Без сомнение, грнчарот ја отстрани причината за неволата и ја измеси целата глина и направи друга грудка. Потоа тој ја преработи глината и од неа направи друг ќуп. Тогаш Бог му упати порака на Јеремија за неговиот народ. О, доме Израилов, не можам ли да постапам со тебе како овој грнчар? Рече Господ. Како што е глината во рацете на грнчарот, тоа сте и вие во рацете мои. Што му кажуваше Бог на својот народ? Тој му кажуваше дека сака да биде како еден добар сад што може да се употребува. Бог го избра Израел и го направи народ поради една причина. Преку неговиот народ, Бог сакаше другите народи да научат колку голем беше тој. Имаше намера да го благослови целиот свет преку него. Неговиот син Господ Исус Христос требаше да се роди како израелец. Тој требаше да биде спасител на светот, оној што пред Бог ќе ги оправда мажите и жените, момчињата и девојчињата. Да, овој народ беше посебен и преку Јеремија Бог му кажа дека го сака и го потсети како тој го одржа своето ветување да се грижи за него. Но народот не го исполни својот дел од договорот и Бог не му дозволи да продолжи да греши против него. Ако луѓето не беа такви какви што тој сакаше да бидат, тој имаше право да го направи со нив тоа што го правеше грнчарот со глината. Тие немаа право да си угодуваат само себе си. Ни ти, ни јас исто така не сме слободни да живееме како што ќе посакаме. Бог нема да не принудува да го правиме тоа што го сака тој. Ние можеме да избираме. Но еден ден секој мора да му одговори на Бог за своите постапки. Ако одбереш да одиш по свој пат наместо да си му послушен на Бог, тогаш и ти, исто така, ќе бидеш казнет за гревот. Луѓето мразат да го слушнат ова, иако тоа е вистина. Ни луѓето од Јуда не се израдувале кога Јеремија им ја пренел Божјата порака. Управителите му се налутиле на пророкот и му се заканиле дека ќе го убијат ако тој не престане да проповеда за сето зло што ќе ги снајде. Иако понекогаш посакувал да се откаже, Јеремија не можел да престане да се ја врши таа работа за која знаел дека Бог сака тој да ја прави. Не е лесно секогаш да го направиш тоа што Бог сака ти да го правиш, особено ако другите луѓе се против тебе. Но ако му припаѓаш на Господ Исус, тој сака да знаеш дека тој е со тебе и дека тој ќе ти помогне да си му послушен, исто како што му помогна на Јеремија. Затоа не плаши се. Верувај дека Господ Исус ќе ти помогне. Друг ден, Бог му рекол на Јеремија да оди и да купи земјена стомна. Поведи ги со себе водачите на народот и оди во долината Хином, што се наоѓа пред источната порта. Пренеси им го тоа што ќе ти кажам да го зборуваш. Тогаш Бог му кажа. Јеремија го послуша Бог и им пренесе на водачите. Слушнете го Божјиот збор, цареви јудејски и луѓе ерусалимски. Бог Израелов вели:
Јас ќе испратам страотно зло врз ова место, бидејќи вие ме напуштивте и обожававте други богови. Изградивте места да го славите Ваал и ги горевте вашите синови како жртви за Ваал. Тогаш Бог му рече на Јеремија да ја скрши стомната. Тој ја фрли стомната на земја, каде што таа се искрши на толку многу парчиња, што веќе никогаш не можеше да се состави. Додека водачите ги гледаа остатоците од стомната, Јеремија викна: Господ Саваот вели: така ќе го разбијам тој народ и тој град, како што е скршена оваа земјена стомна. Тие ќе бидат уништени. Тогаш пророкот се врати назад во градот, во дворот на храмот и рече: Господ Саваот, Бог Израелов вели: Јас ќе испратам врз овој град и врз сите градови секакво зло, што го изреков против нив, бидејќи тие не ги слушаат моите зборови. Кога Пасхор, главниот надзорник на храмот, го слушнал тоа што го кажал Јеремија, го удрил, а потоа го исфрлил надвор и заповедал да го стават на клада. Тоа сигурно било едно ужасно искуство. Кога луѓето поминувале покрај Јеремија, сигурно се смееле и му се подбивале на кутриот пророк. Утредента кога го ослободиле Јеремија, го предупредил Пасхор за тоа што имаше намера да го направи Господ. Ти, Пасхор, и твоето семејство ќе одите во робство во Вавилон. Ти ќе умреш и ќе бидеш погребан таму. Бог не сакаше да го гледа својот народ поробен и неговата земја уништена, но гревот мораше да биде казнет. Бог им даде многу време да се вратат назад при него. Бог се уште е таков. Тој никогаш не се менува. Ти исто така можеш да се одвртиш од твојот грев и да се свртиш кон Бог. Бог те љуби и го испрати својот син Господ Исус Христос да умре за твоите гревови. Тој ја зеде врз себе казната на секој кој вистински жали за својот грев и верува дека Господ Исус го помирува со Бог. Ти треба да си им благодарен на оние кои те предупредуваат за твојот грев и ти кажуваат кој е Божиот пат за спасување. Како и Јеремија, тие го прават тоа што Бог им вели да го прават. Јеремија продолжи да ги предупредува луѓето и подоцна, кога беше фрлен в затвор, Бог му кажа да запише се што ќе му каже тој. Пророкот побарал да му го доведат писарот кој се викал Барух и кој ги запишувал зборовите додека ги кажувал Јеремија. Кога ја завршил работата, Јеремија му рекол на Барух да оди во храмот на денот на постот и да прочита се што запишал. Може би луѓето ќе се одвратат од нивните гревови и ќе се молат на Бог, рекол тој. Штом се собрале луѓето од цела Јудеја и Јерусалим, Барух го прочитал Божјото слово. Тогаш кнезовите му побарале да им прочита и ним, а кога слушнале што рекол Бог, тие се исплашиле. Избрале еден човек по име Јехудија и го испратиле кај царот да му каже за тоа. Тогаш царот Јоаким му заповедал да го донесе свитокот и од него да му чита. Во тоа време царот престојувал во својот прекрасен зимски дворец и грејќи се крај зажереното огниште, го слушал Божјото слово. Кога ќе се прочитал дел од свитокот, царот со ножето што го имал во джебот, го сечел свитокот и дел по дел го фрлал во огнот, се додека не го изгорел целиот свиток. Ни царот, ни некој од неговите слуги не се уплашиле. И покрај се што слушнале, тие не се свртале кон Бог и не се откажале од своите грешни патишта. Може би мислиш дека ова е чудно, но и денес има многу такви луѓе. Тие не сакаат да слушнат некој да им каже дека се грешници и дека им е потребен Господ Исус Христос како нивни спасител. Тие не сакаат да слушнат за казната за гревот. Многу луѓе не веруваат во тоа што се кажува во Божјото слово Библијата. Дали ти веруваш?
Слушни го денеска Божиот збор. Верувај му, бидејќи тоа е вистинскиот. Биди му послушен, оти тоа е Божи збор, затоа што Бог секогаш сака да го правиш тоа што тој ќе ти каже. Најпосле, Јудејското царство и градот Ерусалим со убавиот храм изграден од цар Соломон беа уништени од вавилонците. Иако тоа му го кинеше срцето на Јеремија, тој знаеше дека тоа не беше крајот на израелскиот народ. Дали се сеќавате на грнчарот? Да, тој од глината направи нов ќуп. Бог му упати на Јеремија друга порака, што беше испратена до поробените во Вавилон. Бог вели дека по 70 години, кога ќе научите да сте ми послушни мене, повторно ќе ве вратам назад во вашата родна земја. Ова ветување ги охрабрило луѓето и тие почнале да не ги слават и да не им служат на лажните богови. Таму во робство тие ја научиле својата поука. Понекогаш Бог мора да дозволи да се случат непожелни работи во животите на тие кои не му припаѓаат. Понекогаш, иако не секогаш, тој ги користи нив за да поправи некои нешта во нашите животи што не се во ред. Ако веќе го познаваш Господ Исус како твој спасител, дали си научил да си му послушен и да го ставиш на прво место во твојот живот? Ако не си го направил тоа, признај ја својата непослушност кон него и верувај му дека ќе ти прости и ќе се смириш со него. Тогаш биди му во се послушен и тој ќе те благослови. Ако не си поверувал во Господ Исус како во свој спасител, тоа е првото нешто што треба да го направиш. Ако знаеш дека тој ти е потребен и ако навистина ти е жал за твоите гревови, можеш да се помолиш слично како ова. Мил Боже, јас знам дека сум грешник и верувам дека Господ Исус умре за мене. Те молам, прости ми и превземи ги моите гревови. Јас ја ставам мојата вера во Господ Исус како во мој спасител. Те молам, помогни ми секогаш да сум ти послушен. Амин.